Здраво и добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Ова е епизода број 50. И не можам да ви опишам колку сум среќна, благодарна, возбудена и некако се чувствувам многу веќе искусна и наместена да застанам на едно место да кажам дека дефинитивно имам свој подкаст, каде што имам епизоди со подолги од 1 час, во просек 30 до 40 минути една епизода и вложив многу труд, енергија и време за да бидам тука за вас. Најмногу од се ме радуваат вашите пораки, кои што барем една неделна ќе добијам и некако многу ми го топлат срцето, ме радуваат затоа што и целта на овој подкаст и на оваа енергија која што ја вложувам тука е барем една личност да освестам, да и помогнам, да може и на еден бесплатен начин, на еден лесен начин, еден брз начин да се едуцира, да се мотивира и да се инспирира да почне со работа на себе, односно да овој подкаст биде поддршка на тоа патување на личниот развој и многу сум среќна затоа што многу од вас го слушаат, многу сум среќна затоа што пред 6 месеци беше еден од најслушаните во мојата бранша и од ова место размислував што е оно кое што ќе го снимам, што е оно кое што ќе го подготвам за вас како 50, како еден јубилеин. И ми текна дека би сакала да споделам со вас 50 мудрости за личен раст и развој или можеби 50 мудрости кои што ќе ви помогнат во целиот тој подигнување на квалитетот на живот. Така што оваа епизода ја посветувам на 50 работи, земете си пенкало, запишете ги и се надевам дека ќе ви се допаднат. Ми беше малку тешко да се одлучам само за 50, запишував, правев план, што е оно кое што е важно, што е оно кое што може да биде од помош, но ова е нешто кое што, последнава година или последнива околу 2 години како сум многу активна, ми помогнале да може да ви бидат поддршка и вам. Број 1. Поддржете го тоа дека откривањето на себе е патување кое што трае доживотно. Че ова не е нешто кое што почнува сега, работата на себе и од себе откривањето, целој процес на личен раст и развој не е нешто кое што има крај, па и реално не е нешто кое што има почеток, затоа што децата го прават тоа несвесно и како мали, пишуваат дневници, размислуваат. Затоа прифатете го ова патување како нешто кое што ќе трае доживотно и дозволете си да се радувате на се ново кое што ќе го стекнете и ќе го откриете за себе допрва. Под број 2. Ова можеби е нешто кое што ми е многу важно и значајно и затоа го кажувам веднаш, а тоа е дајте приоритет на грижата на себе без чувство на грижа, затоа што е најважна. И мислам дека имаме една епизода и тоа е нешто кое што предлагам секој да го слушне, а тоа е грижата за себе не е себичност, односно кога не е себичност. И таму точно давам еден пример кој што многу мои колеги го даваат, а тоа е примерот со авионот кога стюардесата ни објаснува што да правиме, прво да ја стави маската мајката, па потоа да му ја стави на детето, затоа што некако многу често родителот прво оди кон детето, мајката ќе оди да му ја стави маската за воздух на детето, а детето при тоа да го спаси, но таа ќе се угуши. Додека обратно, доколку прво си ја стави маската на себе, потоа многу полесно ќе може да ја стави маската и на детето и да продолжи да спасува. Секако ова е една метафора, но мислам дека е многу добра и убава метафора за грижата за себе, а затоа што 98% овој подкаст го слушаат жени, верувам дека ќе ви биде од значење. Број 3. Практикувајте благодарност за да можете да одржувате позитивен мајндсет. Пробував да најдам соодветен некако превод за мајндсет, затоа што многу го користиме и свесна сум дека многу англиски зборови користиме, но малку сме сиромашни со зборови, затоа го оставам мајндсет, односно тоа е еден сет на мисли кои што, ајде да речам, во позитивна или во негативна можат насока да ве носат. Овој сет на мисли, дефинитивно благодарноста е нешто кое што многу помага.
Имам епизоди за благодарноста, зошто благодарноста е добра, некако во новите истражувања или ако тргнеме да бараме многу различни истражувања, се повеќе и повеќе бенефити на благодарноста може да се почувствуваат. И токму во таа епизода кажувам кога не мора да се практикува, кога не е возможно да се чувствува, но барем исполнете го што повеќе денот, секојдневието, неделата, месецот, годината, значи претежно 70-80% да ви бидат во негување на еден позитивен мајндсет, а тоа најлесно се прави со практикување на благодарност и освестување на што е сето она кое што замисли да се разбудиш, нели? Еве баш така, замислете дека утре ќе се разбудите без сето оно за кое што денес не рековте благодарам. И тоа би било можеби една убава вежба доколку не може да се сетите на што да бидете благодарни, а што ако утре се разбудам без сите тие работи. Број 4. Поставувајте цели и имајте многу соништа. Како да поставувате цели, како да правите систем и да се организирате, сето тоа го имате на епизода тука. И да не продолжам со број 5. Прифатете го неуспехот како мост кон успехот. Ова е нешто кое што многу често го кажувам и ќе го кажам повторно. Ние учиме само од неуспехот. Од успехот не се учи. Успехот се слави. Затоа прифатете ги сите неуспеси како пат, како мост токму до успехот. Број 6. Фокусирате се на резилиентноста кога се соочувате со предизвици. Ова го кажувам затоа што многу често луѓето кога се соочуваат со предизвици, со проблеми, со некои поголеми промени во својот живот, многу малку се свесни за својата резилиентност, за својата сила, за својата отпорност и за креативната адаптација која што ја имаат, односно како наоѓаат своји креативни, индивидуални, автентични начини да се адаптираат на целата таа промена. Кога ќе го гледате тоа, ќе си ги видите своите силни страни и ќе може многу понаместено да се соочувате со предизвиците. Број 7. Доколку сакате подлабока конекција, тогаш практикувајте активно слушање на другите. Број 8. Поставете здрави граници за да се заштитите. Број 8 е еден од омилените и нешто кое што често го зборувам и затоа настана асертивна, не само во однос на како да ги слушате другите, како да се грижите за себе, целата таа самодобрба, туку токму тоа поставување на здрави граници за да се заштитиме. Број 9. Како едно продолжение, научете да кажете не кога нешто не е во склад со вашите вредности. Број 10. Секогаш, секојдневно барете можности за да продолжите да учите и да се едуцирате. Учењето е нешто кое што не само што ни помага да растеме, да се чувствуваме подобро, да живееме поквалитетно, туку прави да се чувствуваме порасположено и посреќно. Број 11. Пробајте да учите, да практикувате mindfulness или присутно живење, како би можеле што почесто да се враќате во тука и сега и да го доживувате сегашниот миг. Број 12. Тоа е да внимавате да бидете љубезни со себе и да негувате едно сочувство со себе. Така би го донела. Да бидете внимателни и сочувствителни со себе си. Број 13. Ова исто така нешто што е многу важно е да се обкружите себе си со позитивно влијание. Значи со работи кои што ви носат позитивно, кои што ви влијаат позитивно и кои што се во склад со вас и со вашите потреби. Не заборавајте дека кактусот има свое живеалиште, како што има и орхидејата, како што има и бамбусот, како што има и цикламата, како што има нарцисот. Внимавајте, проверете кое цвеќе сте вие и каква околина ви е потребна. Број 14. Прифатете дека знаете да се адаптирате креативно и прифатете ја промената, затоа што како велат, промената е единственото нешто што е константно. Секогаш ќе ја има и ќе продолжи до крајот на животот. 15. Практикувајте емпатија за да може да ја разберете туѓата перспектива. Мислам дека ова е многу важно и дека е нешто кое што се учи и од дома, меѓутоа и со текот на целиот живот. Додека не знаеме да се ставиме во туѓите чевли, многу ни е потешко да живееме и во сопствените. 16.
Калкулирајте ги секогаш ризиците додека растете. Односно, внимавајте каков ризик преземате кога растете, за да може да пораснете. Ова е нешто кое што барам јас сум го осетила на своја кожа, дека да јас можам да преземам многу храбри ризици, но да видам која е цената и дали јас сум спремна и сакам да ја платам. Понекогаш некои големи ризици знаат да направат да се оддалечиме од семејството, да се оддалечиме од пријателите, да се оддалечиме од грижата за себе и треба да се внимава дали јас сум подготвена и колку време сум подготвена да го направам тоа и дали истото вреди. 17. Прифатете ги своите уникатни сили и квалитети. И ќе повторам, прифатете ги своите уникатни сили, силни страни и квалитети. 18. Практикувајте прошка како би можеле да се ослободите од емоционалниот багаж. Простувајте, затоа што омразата е отров за нас. Наменат за другите, меѓутоа како да го пиеме ние. 19. Негувајте мајндсет кој што е растечки, growth mindset, за да можете да ги прифатите сите предизвици кои што доаѓаат. Значи, само растечки мајндсет е некој кој што може да не поттикне и да не поддржи. Број 20. Практикувајте себе рефлексија. Идеално е да е дневна за личен развој. Затоа што само ни себе рефлексија ние може и да растеме, да видите до каде сте, што сте, како сте, што е на кое што се променило, што е на кое што сакате да го промените. 21. Поддржете се со поддржувачка средина, окружување и средина која што ги има сите ресурси кои што вас ви се потребни. Меѓутоа, не само да се ставите во таа средина како што ви споделив претходно, туку и вие да придонесете во таа средина. Значи, како вие да сте одгледувачот на таа градина, што е на кое што од вас е потребно да го направите истото. Значи, не ми треба мене Петко и Станко само да би бидат во окружувањето, него што е на што е мое, на кое што јас морам да работам, како би можела мојата средина да биде поддржувачка. Например, за мене е многу важно да јас редовно се доедуцирам, редовно учам, редовно растам, затоа што мојата професија е да помагам на другите да растат, што значи, ако сакам да имам средина која што за мене е негувачка и важна и битна, тогаш јас морам да растам секој ден и во мојата средина постојано, пример, да сум обколена со подкасти, со книги, со курсеви, со едукација, со институт, со супервизија, со да работам, да одам јас на терапија, јас на коучинг и така натаму. 22. Никогаш не заборавајте на моќта која што имаат позитивните мисли. А јас не сум некој кој што сака афирмации и тој што работел со мене секогаш знае дека се наоѓа лична, уникатна, различна афирмација која што дефинитивно ја чувствуваме. Не верувам во тоа дека ако застанам пред огледало и си кажувам ти си убава, ти си убава, ти си убава, ти си убава, а не преземам ништо околу тоа, дека мојата мисла ќе се промени. За мене буквално афирмациите се понекогаш само како празни мисли, знаат да поддржат, знаат да помогнат, не за секоја ситуација, има многу ситуации кај што се многу поддржувачки, има ситуации каде што би ги, ајде да речам, се добри, ми се нашли и мене, ми се нашли на многу клиенти позитивни, има многу луѓе на кои што им помагаат, затоа што ако ништо друго помагаат, оној разговор сами со себе што го имаме да биде попозитивен. Меѓутоа, тука би рекла да се расте и да се одгледува позитивната мисла, позитивните мисли општо, позитивниот внатрешен критичар. 23. Работете на тоа да работете на комуникацијските вештини, односно како полесно и подобро да комуницирате со другите. 24. Пробајте да најдете радост дури во најмалите задоволства од животот, затоа што ги има многу и наместо да се фокусираме само на оние големи, само на тие некои големи, да кажам, цели кои што си ги имаме или работи, фокусирайте се на малите задоволства во животот. 25. Редовно истражувајте нови страсти и нови хоби. Затоа што ќе се изненадите
од некој ваш талент или ќе се изненадите како со текот на годините се менува она што за нас значи забава, опуштање и слобода. 26. Научете како да менеджирате со стресот преку техники за релаксација. Секој може да има различна техника која што го релаксира. За некој тоа може да е медитација, за некој може да е молитва, за некој йога, за некој вежбање, за некој дишење, свесно дишење, за некој водена медитација. Значи има различни начини, затоа истражете кои техники за справување се вашите техники. За некој слушање музика. 27. Фокусирајте се на оно кое што е во ваша контрола, а пуштете го останатото. И ова е многу лесно да се каже, но е нешто кое што се вежба. И кое што со текот на годините сваќам дека најважно е да се фокусираме на оно што е во наша контрола. Многу често луѓето се фокусираат на другите, на сите оние работи кои што не се во наша контрола и тоа е оно што го забавува целиот раст и развој, меѓутоа и среќата во животот. 28. Поставувајте и ставајте приоритет на цели кои што се во склад со вас. Значи не е само да сонувате и да поставувате цели, тоа е нешто што го донесов претходно, туку и веќе поставувајте ги и давајте им приоритет. Ставајте си приоритети. И за ова имам епизода, препорачувам да ја слушнете, особено за тие кои што тешко им оди организација. 29. Практикувајте трпение со себе и со другите. Или како викаат старите, трпение спасение. Број 30. Вежбајте дисциплина, само дисциплина, доколку сакате да имате големи цели и доколку сакате да си ги успевате и да си ги остварувате тие долгорочни цели. Значи дисциплина. 31. Инвестирајте во конекции и во релации кои што се значајни и длабоки. Значи трошете го, инвестирате го вашето време на значајни и длабоки конекции. 32. Ова е нешто за кое што често зборувам и мислам дека на секоја 10 можеби треба да го споделувам како не би дошле до burnout, до синдром на прегорување. Тоа е редовно давајте си паузи за да може да се наполните. Редовно паузирајте и одмарете се. 33. Најдете време за да го, најдете време за да го организирате вашето време како би биле поефективни. Секој ден најдете си малку време или секоја недела за да може да го испланирате пред времето кое што ви предстои. Ќе се изненадите колку ова заштедува време. Планирајте. 34. Предизвикајте го негативниот критичар и сите оние лимитирани уверувања кои што ги имате во себе. 35. Обкружете се и барајте и читајте инспирација од книги, од подкасти и од ментори. Можеби ова е нешто кое што најбрзо може да ве донесе до резултатот. Да, сите тоа другото е подлога, нешто што ќе ве држи да не паднете, нешто што ќе ве остави да бидете ајде да речем рокот да го продолжи на сето тоа и длабината, меѓутоа книгите, подкастите, видеата, менторите се нешто кое што е многу важно. 36. Внимавајте на здрави навики кои што се и лични, меѓутоа и работни, односно не баланс меѓу работата и приватниот живот. Дека совршен баланс ќе постои, нема да постои. Балансот, тоа е една цела епизода и во друга прилика би ја споделила, меѓутоа внимавајте на ова и најдете го вашиот баланс. 37. Алтруизам. Практикувајте алтруизам, љубезност и затоа што ние не живееме сами на овој свет, нас не се потребни другите луѓе, ние сме им потребни на другите луѓе, живееме во колектив и затоа тука би рекла љубезност и алтруизам. 38. Сите оние работи кои што ве враќаат назад, наместо да ве разочаруваат, гледате ги како можност за учење. Гледате го тоа како за да стрелата
оди напред, мора да го повлечете јажето лакот назад. Гледате ги сите тие работи што ве враќаат назад како можност за да учите и да растете. 39. Пронајдете си ја вашата цел и вашата страст. 40. Фокусирајте се на вашите и на вашите силни страни, а не само на вашите слабости. Ова го ставам како 40 и како нешто што е многу важно, затоа што многу мои клиенти доаѓаат и сакаат да ги променат, да речеме, нивните слабости, што е природно, што е убаво, што е во ред, што е за огромно браво, меѓутоа многу често забораваат на оние нивни силни страни и што прават, работат само на тие слабости, а силните страни ги забораваат. А кога ние нешто не вежбаме, кога ние мускулот не го вежбаме, мускулот опаѓа. И така со нашите силни страни, доколку ние не го вежбаме или барем да го знаеме, да го уважиме, да бидеме свесни дека постои, истиот ќе ослабне. 41. Имајте се финансиски план како би имале мир во животот. Да, многу често викаме парите не се важни, меѓутоа мислам дека секој ќе се согласи дека да, можеби не се најважни, но се многу важни. И додека ние ги гледаме како со една омраза, со едно отегување, со богатите луѓе се вакви, такви и онакви, тоа можеби ми е цела епизода да се направи на тоа. Забораваме дека многу често и една огромна причина за, не знам, зашто луѓето се разведуваат, зашто браковите пропаѓаат, зашто имаме проблеми и потешкоти, да се грижиме за себе, да вложуваме себе, се токму парите. На крајот на денот ние скоро се плаќаме, фала Богу, воздухот не го плаќаме, ама како оди времето и воздухот дури се го плаќаме, па имаме пречистувачи, па загаден бил и така натаму, реално во животот е многу важно да имаме еден финансиски план. 42. Негувајте позитивна слика за своето тело и себе прифаќање. Ова мислам дека е многу важно затоа што многу често некако се фокусираме на ајде ќе бидам подобра, ајде сега не изгледам убаво, па тогаш понатаму ќе биде вака, не можам да се прифатам, но доколку се прифатиме и доколку си го сакаме нашето тело и какво што е во моментот, што не значи дека нема да го подобриме, тоа е нешто кое што ни дава една смиреност, една љубов кон себе и ни дава сила да продолжиме понатаму и секако да бидеме и подобри, доколку сакаме нешто да подобриме, но да се чувствуваме доволно среќни и доволни со оно што го имаме. Ова е најважната вибрација која што мора да ја чувствуваме, тоа е да се чувствуваме доволни, доволно добри. 43. Кога ви е многу лошо, немојте да го негирате лошото, а практикувајте благодарност. Односно, не заборавајте на белата страна, не заборавајте на поларноста, на дуалноста, на тоа дека и кога е многу лошо, има и многу добри работи. 44. Не заборавајте на хуморот. Хуморот е нешто кое што многу може да ни помогне во најтешките моменти и дефинитивно, доколку го имаме се почесто во текот на денот, ќе имаме една поголема среќа и радост. Може да забележите дека многу јас се смеам и психијатри, луѓе кои што работат со психиката, многу често и на хумор вртат, прават чеги, вицови, така натаму, токму со тоа, затоа што на тој начин, без разлика каков е хуморот, се додека тоа не го повредува нели другиот. Не зборувам за сарказам и за иронија и за хумор кој што знае да е навредлив, туку баш оно хумор кој што сите ќе ги насмее. Хуморот многу помага и токму ако е нешто кое што го вежбате и пробајте да го вежбате, хумор, смеење, позитива, дефинитивно може да ве промени преку ноќ. 45. Пуштајте, научете се да ги пуштате сите оние работи кои што не ви служат. Научете се да не трупате, да пуштате и мислам дека нешто кое што мене многу ми помогнало и ме поддржило кога сега може ќе ми треба, дури материјално нешто, не само психички, материјални работи, материјален посет, тоа мислам дека го имам исподелено во една епизода за минимализмот. Ако не е само прашањето дали ова некогаш ќе ми служи или дали ќе ми служи, туку дали ова можеби сега во овој период ќе ми служи повеќе на некој друг. Баш пред некое време тоа го размислував,
зошто да чувам некоја книга, ако мене сега не ми треба, па можеби ќе ми треба за 10 години, кога можам да ја дадам на некој што го сакам, или не мора да го сакам, на некој кој што во моментов ќе му служи повеќе, дури да е непознат, а понатаму некој друг ќе ми даде нешто друго мене. И тоа е она верба дека и постои размена, дека јас давам и примам. 47 46. Поставувате реалистични очекувања од себе, меѓутоа и од другите. Мислам дека очекувањата се нешто што е многу важно да работиме на тоа и да бидеме реални, што е нешто реално тука и сега во овој момент од мене и од другите. 47. Фокусирайте се на прогресот, а не на перфекцијата. Перфектно не постои, подобро завршено отколку совршено. 48. Радувајте се на сите предизвици, затоа што тие се токму местото на кое што растете, односно гледајте на предизвиците како една можност за растење. Растењето значи болка. Ако се сеќавате како деца, боли грб, знаат да болат коски, колена, значи сето тоа, се што расте, има болка и тоа е нешто кое што или јас вака би рекла, кога одите во теретан или почнувате со вежбање, мускулите почнуваат да ве болат, затоа што почнувате да растете, да правите некоја промена, меѓутоа тоа е една убава болка. Или се додека вежбата оноку колку што мускулот може да издржи да не го скинете. Значи не се одива некој претеризам што може да не скине, меѓутоа оние гледајте исто така како можност да растете. Секако не зборувам за големи трауми, не зборувам за нешто што го кине мускулот, зборувам за нешто што го размрдува, што почнува да го расте. 49. Уважувајте ги вашите успеси, колку и да се мали, и прославете ги. Славете ги. И број 50. Бирете среќа како одлука која што ја носите секој ден, затоа што на крајот на денот ние ја бираме среќата секој ден, ние бираме да бидеме среќни. Секогаш можеме да имаме различен мајндсет, секогаш можеме да имаме нешто поинакво, но ние бираме. Нешто кое што со годините и со искуството го разбираме, тоа дека да, работиме на себе, да, постојат болести, ментални состојби, постои еден мајндсет, но на крајот на денот се е во нашите мисли. На крајот на денот, кога ќе ја смениме околината, кога ќе ги промениме мислите, исчезнуваат дури и болестите. И можеби некој нема да се согласи со мене, можеби нечие искуство е поразлично, меѓутоа кога ние имаме љубов, кога ние имаме конекција и кога имаме себе поддршка, односно кога се обкружуваме, кога нашите мисли почнуваат да гледаат кон сонцето, кога нашите мисли стануваат попозитивни, кога почнуваме да гледаме можност, кога не остануваме во таа празнина, кога не сме толку црни, тогаш магично се менува, тогаш магично луѓето имаат насмевка, тогаш магично луѓето престануваат да имаат одредени болести и состојби. Па така, затоа ве поддржувам и ве поттикнувам да работите токму на вашите мисли, за да може да превенирате се понатаму што се случува. Тоа не значи дека ќе го негирате негативното, тоа не значи дека нема да го гледате, напротив, тоа значи дека ќе го уважите, но наместо да бидете токсично позитивни, кое што е баш оно минимизирање и неуважување на сето оно што е, да пробате да го гледате, да го уважите сето оно што е црно, кафеаво, сиво, но да не заборавите, окей, а како сето ова мене ме носи кон ова другото, или како може ова да ми помогне да пораснам, или како може ова, што ми кажува ова, што е оно што ми го кажува сето ова. Дозволете си да прифатите, односно прифатете дека живееме во поларности, во ден и ноќ, во топло и ладно, во оган и мраз. Прифатете ги тие поларности, кога ќе ги прифатите, сватете дека ние не живееме на ниту една поларност, туку сето она што е измеѓу. Животот е сето она што е измеѓу. Ви благодарам на секој еден од вас кој што го слушате мојот подкаст, кој што ме поддржувате, ми праќате коментари, кои што
сте тука со мене заедно и на моето патување на личен раст и развој, за кој што сум свесна дека никогаш не завршува и свесна сум дека пред 50 епизоди сум имала и различен мајндсет и различни размислувања и дека за наредните 50 јас допрва ќе растам. Некои работи можеби нема да ги променам, но многу работи се менуваат и одат напред. Ви благодарам уште еднаш и јас сум секогаш отворена и би сакала да ми пишете теми кои што вас ви се важни, теми за кои што сакате јас да зборувам. Има некои теми на кои што и јас не сум се уште можеби подготвена или добро подкрепена да споделам, но се трудам да бидам што е можно поголема поддршка за вас, како што сте вие моја поддршка. Ве поздравувам сите и се слушаме во наредната епизода. Поздравје за 100-та епизода, веројатно ќе правам 100 вакви важни, една брза епизода со многу важни работи. Запишете си ги овие работи, можеби веднаш тука и сега нема да ви бидат многу важни и значајни, но со текот на времето верувам дека ќе освестите или барем ќе видите што е на кое што е убаво да се поработи. Секако дека има уште многу други, но ова беа некако што јас ги издвоив како доста значајни и важни, барем биле за мене овој период, биле за моите клиенти, на кое што во овој период сум обкружена. Поздрав!